Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште една сезона на нашата и ваша интернет М телевизија со вашиот водител Томислав Јовановски и новата проект програма наречена 00748. Добар ден, почитувани гледачи, почнуваме со нашата и ваша емисија 00748 со вашиот водител Томислав Јовановски. Значи, живееме во еден глобален свет кој што е заснован на правила, барем според новиот формат на меѓународната политика, наречено Обединените нации, кој оваа година се соочува, светот кој се соочува со едни турбулентни дејанија. Во едно време живееме каде што гледаме прокси војни, кои што се веројатно новиот формат на војни, за разлика од оние што ги познаваме низ историските читанки, дали се тоа Наполеоновите војни или Првата светска војна или Втората светска војна. Значи, од формирањето на Организацијата на Обединените нации почнува нов глобален поредок заснован на правила, каде што имаме Совет на безбедност со 5 постојани членки и вкупно 15 членки, 10 значи со ротирачка улога. Тој свет како што го поставаме денеска, базиран на факти, на меѓународно право, можеме со гаранција да кажеме дека, да подпишеме дека веќе е сериозно нагризан. За што станува збор? Гледаме војни, каде што од позиција на сила се наметнува нечија агенда врз она што се нарекува меѓународна политика, меѓународно право. Прокси војните не се ништо ново, ги имало и низ историјата, но сега, за жал, се зачестени и имаат тенденција да станат наше секојдневие, но за жал изгубените човечки животи не смеат и не може да бидат статистичка бројка. Значи, да почнеме со оваа прва наша геополитичка анализа, да прошараме низ светот, да видиме што се случува на овој денешен ден, во ова лето господово 2024. Да почнеме од она што е можеби актуелно од февруар 24, а тоа е војната во Украина. Тука за информација ваша имаме војна која, иако се води на очиглед на сите помеѓу руските оружјени сили и украинските оружјени сили, во позадина гледаме како стојат големите сили, на една страна Русија и на друга страна, може комотно да кажеме, целиот Запад. Факти за септември 2024, скоро година и пол дена после започнувањето на, како што русите нарекуваат, специјалната воена операција, со која се наруши територијалниот интегритет и суверенитет на Украина, но исто како што беа и нарушени правилата со устав за гарантирано руско малцинство во источните делови на Украина, каде што живее доминантно руско население и каде што нивните право на јазик, кој што беше уставна категорија, им се скратени. Значи, од една страна имаме руската интервенција која контролира отприлика 22 до 24% од украинската територија. Значи, говориме за скоро целосно ослободената Луганска република, така наречена Луганска република, голем дел ослободена територија во така наречената Донецка република. Крим е со референдум 2014, е веќе 10 години, 2024, припоен кон Руската федерација и нормално Западот тоа не го признава. Имаме, русите контролираат и добар дел од Херсонската област и Запорожката област. Тоа е од едната страна. Од другата страна, украинците кои доскоро беа во одредена позиција, и со исклучок на ланската летна офензива, каде што има значителни померувања,
особено од другата страна на реката Днепар, каде што беа позиционирани руските сили. Овој пат украинците се решија за контраудар и тоа на руска територија. Значи во областите Белгород, Курск, но често пати се напаѓани и витални стратешки воени и индустријско-енергетски објекти на Руската Федерација длабоко на територијата на Русија, дури имаше и напади на Московската област, во Кавказскиот регион, на далекиот исток. Тоа говори дека украинците сакаат да покажат, говори две работи. Прво, дека украинците сакаат да покажат дека парите издвоени од даночниот обврзник на западните земји не се залудно потрошени, дека има ефект сето тоа наоружување што доаѓа во Украина, а платено е, за жал, со човечки животи на обете страни, и руски и украински војници и руски и украински цивили. А вториот момент е да се спречи сериозно подривањето на волјата на украинскиот војник да се бори, затоа што русите се на некои 80 на километри од Харков. Русите напаѓаат длабоко на територијата на Украина, на области како Суми, која е погранична, но и на запад од Украина, а тоа се областите Виницка, Житомир, средишниот дел, Николаевскиот област. 22 до 24% русите контролираат од територијата на Украина и тоа е сериозен процент кој што може да влие на некои идни преговори. Преговори ќе дојде. Прашање е кога и под кои услови, а обично условите ги диктираат воените успеси. Тоа е првиот момент во оваа наша геополитичка анализа. Тоа е руската специјална воена операција, како што ја нарекува Владимир Владимирович Путин, или воената окупација, како што ја нарекуваат властите во Киев и нивните подржувачи, сестрадни подржувачи на Запад. Друга точка која би ја спомнал денеска е ова што се случува на Блискиот исток, имено ништо ново нема се каже ако кажеме дека таму тлее, дека таму малку фали да прерасне во голема регионална војна, каде што Израел има атомско оружје, Иран располага со количини на ураниум и е во напредна фаза на стварање такво оружје. Да речеме, Израел и Либан досега имаат две војни. Минатото Израел ратуваше и со Египет, ратуваше и со други формации, со Хамас во Газа и во минатото. Еве го се случува тоа, се повторува историјата, а кој не учи од историјата, доаѓаме до таа ситуација да се губат невини животи, некаде околу 45.000 се загинати во Газа и преку 90.000 се повредени. Имаме ситуација, секој ден се билдаат мускули од обете страни. Од едната страна е Израел со подршка на Соединените американски држави, иако има отпор и кај демократите, предводени од кандидатката за претседател на овогодишните избори, Камала Харис, која дава контрадикторни изјави. Еднаш да го поддржуваме тоа што Израел се брани после терористичкиот напад од 7 октомври, после изјавува дека нападите не биле пропорционално издимензионирани, значи употребата на сила била прекумерна, нешто такви изјави слушавме и кога Македонија 2001 се бранеше и беше нападната. Значи, од една страна е Израел, поддржуван генерално од Соединените американски држави,
а од другата страна го имаме еден конгломерат. Имаме Иран, кој со ова купува време. До моментот додека Иран не биде способен да каже да произведовме атомско оружје, и тогаш ќе биде играч со кој нема да може да се преговара така лесно и нема да може да му се вршат ултиматуми. Он, за да купи време, преку своите прокси сојузници врши она што се нарекува интензивирање на сударите на територијата на Блискиот Исток. Значи го имаме тука Хамас кој делува во појасот Газа, го имаме палестински џихад, исламски џихад на Палестина, кој што делува во Газа, го имаме Хезболах, кој што е во власта во Либан, значи е представен институционално, така да кажам. Имаме ирачкото крило на Хезболах, значи тоа се фракции, локални фракции кои што делуваат координирано со овие играчи, и ги имаме хутите кои веќе добри 8-9 месеци го тероризираат она што се нарекува прекуморска трговска слободна пловидба. Ги имаме, значи, хутите, ги имаме и на она што се нарекува западниот брег, каде што имаме палестинска управа. Последните неколку месеци таму се конфронтациите помеѓу израелските оружени сили, значи и IDF и палестинската самоуправа, и тука имаме покажување на мускули и конфликтни ситуации каде што има и загинати. На северот од Израел конфликтите со формациите на Хезболах кои делуваат од правецот на Јужен Либан последниве 7-8 месеци добиваат на динамика, а после последниот напад или акција планирана од Мосад, во која испорачана одредена поголема количина на пејџери, за да се избегне комуникацијата преку телефони кои што може да бидат контролирани сателитски од Израел. Усмената наредба на Хасан Насралах, човек на Хезболах, идеше во насока да се користи, кажано, потрадиционална или старовремска технологија, пејџери, но Мосад најде начин да се стават одредени експлозивни направи во тие пејџери и резултираше со преку 3000 повредени и 30 загинати, пошто следеше бесна реакција на Хасан Насралах дека ќе има одмазда за тој чин на Израел, но факт е дека Израел длабоко се пенетрирал во каналите во она што нарекува supply chain или синџир на снабдување и логистичките канали што Хезболах ги користи за опремување на своите трупи. Инаку да кажеме дека Хезболах тоа како е сериозна воена формација која, ако споредиме со Хамас, со која последниве од 7 октомври Израел војува на територијата на Газа, појасот Газа, и успешно од аспект на IDF, одбранбените оружени сили на Израел, успешно се носи со, може да се каже слободно дека Хамас во моментов не представува воена закана и дека ќе му требаат најмалку, според некои званичници од Израел, ќе му требаат најмалку 3 до 4 години за да се врати во полна кондиција. За разлика од Хамас, Хезболах, кој што институционално е дел значи институционално е застапен во Либан, и тоа како е сериозна воена формација и ако сака Израел да ја спречи заканата што доаѓа од Либан, а тоа значи да влезе во воен конфликт со
Хезболах, тоа ќе значи сериозно пренасочување на воените формации, а пред се IDF се базира на резервниот состав, тоа ќе значи сериозно ослабнување и излегување од појасот на Кан Юнис и на Газа, градот, значи и повлекување пренасочување на тој дел, тој воен коридор кон Северен Израел, каде што 60.000 цивили израелски граѓани се повлекоа кон внатрешноста и сега тоа тампон зона од последната војна со Либан, до сега беа 2 војни, а еве сме на прагот на третата војна, тоа говори дека сега ќе мора тој сериозен воен контингент да се пренасочи од појасот Газа, да се пренасочи кон северот на Израел за да се реагира и да се елиминира таа закана опасност што доаѓа од Хезболах. Тоа е, ќе видиме што ќе се случува во нареден период. Таа војна е присутна, таа е закана за регионалниот мир, а со тоа и пошироко. Ќе видиме, ќе го пратиме случајот со како се развиваат односите и на западниот свет, затоа што тука Израел без средната поддршка на западниот свет тешко дека може сам да војува, зашто почнуваат па и Британија, Германија и некои други западни сили да ставаат ембарго на одредени технологии за кои што му се потребни на Израел, односно на неговите вооружени сили IDF. Ќе видиме како ќе се одвива таа динамика на овој конфликт. На прагот сме на трета војна помеѓу Израел и Либан, односно во случајов Израел и Хезболах. Третата точка за денешната анализа би се фокусирал на она што се нарекува Централноазиските бивши советски републики, каде што хегемонот се обидува да продре, да воспостави своја контрола, а на тој начин ќе успее да ја заокружи од сите страни малтене Русија, Руската Федерација. Веќе знаеме дека на северното крило на НАТО тука се све земји членки на НАТО, значи на северот сите балтички земји, Литванија, Летонија, Естонија се членки на НАТО, Шведска, Финска, Норвешка, тоа се членки на НАТО. Од ваму на истокот имаме ратоборната Полска, гледаме што се случува но и Чешка, која дава значителни контингенти на воено оружје, наоружување за потребите на украинската армија. Гледаме што се случува во Украина. Од другата страна, ваму имаме Црното море, каде што има појас каде што може да се движат земјите кои што излегуваат на морето, но има и меѓународен дел. И секако доаѓаме од таа другата страна, источно, значи беше истокот Европа и западот, истокот од Европа и северот од Европа, и се движиме кон истокот на другата страна, говориме од источно гледано од Русија. Значи Руската Федерација ги има за соседи бившите советски републики, Туркменистан, Таџикистан, Казахстан, Узбекистан. Додека трае војниот конфликт во Украина, знаеме, сведоци сме дека во Русија се случија неколку терористички напади, но се случија и терористички напади врз полициски објекти кои што се институции кои представуваат системот на Руската Федерација, а се стационирани во тие републики или бивши советски републики или дури и покрајни во конкретно случај. Значи говориме за нападните беа полициски станици во Дагестан, каде што која е покрајна во составот на Руската Федерација. Тоа значи дека напад врз полициска станица е напад врз системот. И нормално ги имаме како играчи, учесници во тие терористички напади, имаме граѓани кои доаѓаат од бившите советски републики, каде што руското влијание е значително, но и тој исламски фактор
подпомогнат од роверењето на хегемонот и неговите безбедностни инсталации, го имаат интенција да го заокружат рускиот свет или руската интересна зона од сите страни и тогаш полето за преговори сериозно се намалува, а со тоа и неминовно води кон некои нови ескалации. Да наведеме дека во тие бивши советски републики, кои што се независни држави, централно-азијски, како што се нарекуваат, исламскиот фактор кој што кохабитира со таа тврдолинијашка линија, кои што сметаат дека имаат непријатели и во Руската Федерација, но и во на Западот, од кај што доаѓа пак влијанието на хегемонот врз сите тие структури, но за нивен интерес, имаме еден конгломерат на влијанија кои што сериозно може да го направат она што го користат струченците за Балканот, поимот буре барут. Значи, централно-азијските бивши советски републики се едно потенцијално ново жариште и буре барут кој што ако експлодира веќе добива не само некаква идеолошка призма, туку добива и верска конотација и тогаш се движиме во еден вртлок од опасности. Драги гледачи, до следната емисија ви благодарам.